Што ни пали овде? Денес сме тука за да официјално отвориме патеката, едукативната велопатека, наменета за деца и за фамилии. Со тоа што истата е дел од програмата Велоучилишта, е поддржана од страна на програмата за зачување на природата. Така да баш ми е мило што денес сме тука во Пехчево, во Негрево, каде што имаме нова содржина за деца, нова едукативна компонента, што е многу битна барем за нас, бидејќи го промовираме велосипедот, го промовираме здравиот начин на живот, поготово кај децата. Така да на самата патека може да се најдат 15 едукативни содржини. Истите се однесуваат од основно одржување на велосипед, до правилно местење на кацига, до потребна опрема, потребна исхрана и така натаму, со цел авантурата на велосипед и на децата и на родителите да ја направиме поедноставна и по-лесна. Патеката е долга околу 6-6,5 километри, без разлика од која страна гледаме да е стартот, бидејќи може да започне и од Негрево кон Пехчево, меѓутоа и од Пехчево кон Негрево. Околу 6,5 километри, вкупна елевација која се совладува, односно висинска разлика околу 200 метри, што значи дека спаѓа во лесни планински патеки. Да, поврзано со велосипедизам, гледаме секоја година да сме на различни места, со тоа што не сме само во Скопје, него сакаме да сме низ цела Македонија, нормално им посветуваме исто внимание на сите деца низ цела држава. Јас би рекол одлични, со тоа што поготово за оној рекреативен велосипедизам, што е наменет за многу широка популација, Малешевијата се многу питоми како терен, што значи дека се многу привлечен терен за таков тип на велосипедисти, а тоа поголемиот број на велосипедисти спаѓаат во рекреативни велосипедисти. Така да според мене мислам дека е одличен терен за во иднина дополнително да се развива на оваа тема. Денешниот настан е завршна активност од промоцијата на едукативната велопатека, која што е поддржана во рамки на програмата за зачувување на природата, програма на Швајцарската агенција за развој и соработка, која што Фармахем како координатор веќе повеќе од 10 години ја имплементира во Прегалничкиот регион. И целта на денешниот настан е да направиме една промоција на велопатеката и со соодветен настан да меѓу најмладите се промовира велокултурата и навиката за велосипедизам, односно во контекст на неделата на мобилност да се промовираат и здравите навики на живење. Оваа велопатека е на некој начин на дополнување на содржините кои што веќе ги има едукативниот центар за зачување на природата и на дополнување на содржините во поглед на рекреативните можности во Малешевијата, кои што преку програмата претходно беа поддржани со некаде над 200 километри пешачки и велосипедски патеки на територијата на цела Малешевија. Оваа патека е со малку поинаков карактер, значи едукативна е, наменета е и за семејства и за деца, погодно да може да се вози, за да овој вид на туризам на некој начин се промовира и кај семејствата. Значи не само поединци рекреативци, ами и семејствата да почнат се повеќе да ги користат потенцијалите и можностите. Супер ни беше, имавме многу предизвици и ни беше многу интересно. Колку време возиш велосипед? Возам од мал, веќе 5-6 години. Ќе препорачам оваа патека на сите што водат велосипед и што се бават со таква работа. Супер беше. Добар ден, учителката Оливера од основното училиште Ванчо Китанов Пехчево со 5 оделенчињата. Ние сме овде по повод денот без автомобили, ги боиме и сликаме. Значи овие буриња кои што ги гледате позади нас, кои што ќе бидат искористени за паркирање на велосипедите. Многу ни беше убаво, прекрасно овде во природа. 14 ученици учествуваат, како секогаш, и се разбира морална поддршка од мене. Благодарам на сите.